Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Јули Антоновски. Ние денеска ќе поговориме малку за настаните кои што се зад нас, значи за екипното првенство за млади на Македонија, кое што се одржано 27-28 ноември во просториите на коледжот Јахја Кемал, кој што традиционално веќе е домаќин на ваквите шаховски настани за млади. Значи голема благодарност до раководните лица во коледжот Јахја Кемал, кој што уште еднаш ги отвори своите врати, го покажа своето гостопримство и ги прими најмладите, значи шахисти да може да се надпреваруваат. Практично денес дојде време кога секогаш е проблем и е скапо да се изнајми некој простор, но Јахја Кемал го препознава значењето на шахот во едукација на младите луѓе, дека тоа е една полезна игра која што ги зголемува капацитетите и интелектуалните способности на децата и го поттикнува. Уште нешто да напоменеме дека искусниот шаховски тренер и педагог, интернационалниот мајстор Орце Данчевски е редовно вработен, значи таму е во системот и предава во редовна настава шах за децата посетители на тој коледж. Но на ова првенство за млади за оваа година, која што се одржа во Јахја Кемал, значи игра децата од сите категории, значи почнувајќи од 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. Тоа екипно надпреварување се состои од 4 надпреварувачи, значи во една екипа. До 8 години, би рекла едно од најпријатните изненадувања, не очекува резултат, победи, значи екипата на градскиот шаховски клуб Прилеп, значи пред екипите на Гамбит и на Алкалоид, кои што беа фаворити. До 10 години, значи прв Гамбит и Центар. Гамбит и Центар се патем речено, значи сестрински клуба, односно, гледате, заради работата со младите, има доволно квалитетни да може да настапат, значи во две екипи, во два клуба. Практично Центар е клубот во кој што младите се афирмираат. Но до 10 години Гамбит и Центар ги зазедува првите две места пред трето пласираниот Куманово. Гамбит го предводеше шампионот на Македонија Никола Петровски, но и останатите шахисти во Гамбит, значи се ми даваат за право дека македонскиот шах има добра иднина, особено со оваа генерација до 10 години. До 12 години имаше голема борба помеѓу Алкалоид, Центар и Гамбит. На крај триумфираше Алкалоид пред Центар и Гамбит, но до 14 години првото место за Гамбит пред Алкалоид и шаховскиот клуб Прилеп. И до 16 години, значи имаше битка помеѓу Алкалоид и Гамбит, тука победи Алкалоид, Гамбит втор, трето Куманово, а до 18 години прво место за Центар, предводено од Андреј Велјановски и Леонид Петровски, но и Крстел Лазаров на четвртата табла, значи со 100% резултат во највисоката категорија победија, значи Центар пред Алкалоид и трето пласираниот Стево Патаков. Можеме да кажеме дека девојчињата практично нема свој турнир, тоа е штета до некаде што нема повеќе девојчиња кои што би играле во, би се надпреварувале екипно помеѓу себе, затоа што ги нема доволен број, но оние кои што се најдобрите, подобрите, значи играа во машките екипи, се надпреваруваат заедно со момчињата, но секако дека една од основните задачи на шаховската федерација, особено на шаховските клубови, е да анимира што повеќе девојчиња да се занимаваат со кралската игра, затоа што значи тие имаат еднакви способности како и момчињата да бидат успешни шахисти, но подеднакво добро и им помага во нивниот натамошен развој.
Значи тоа е во врска со овој важен настан кој што се случи при крајот на ноември, значи а на 4 декември имаме уште еден важен шаховски настан, можеби и последен оваа година, а тоа е отворениот аматерски шаховски шампионат, така е крстен, и со одлично име од нашиот доајен Блаже Конески, кој што беше прв председател на Шаховскиот сојуз тогаш на Македонија, значи Шаховската федерација на Македонија. И во негова чест, значи овој шаховски турнир ќе го носи неговото име и тој ќе се одржи значи во практично ќе имаме А и Б турнир, односно два турнири, каде што разликата ќе биде во рейтингот. А турнирот ќе биде за играчи до 2200 рейтинг поени, значи меѓународен на рейтинг. И се очекува дека ќе има над 30 шахисти. Најмалку, ја верувам дека во последен час ќе се откриваат повеќе, дека ќе има 50-тина. Додека на Б турнирот, кој што е до 1800 рейтинг поени, веќе во овој миг има 64 пријавени шахисти, значи тој број може би ќе расте, но и да не расте, значи има одлична бројка, и особено радува фактот што на тој турнир ќе играат многу од овие деца кои што пред малку ги прочитав, кои што беа учесници на ова екипно првенство на Македонија, и многумина од нив, најмладите, ќе настапуваат на овој турнир. Се разбира, најдобрите од нив може да настапат и на А турнир. Значи, предстои многу интересен настан, значи, каде што децата кои што добро работат, кои што успешно работат, ќе имаат можност да играат, да се сретнат со своји противници од различна возраст. Иако тие ќе бидат нивниот резултат вреднуван и според нивната возраст, но и целосно како учесници на еден мешан турнир, меѓународен турнир. Очекуваме да се појават на стартот и учесници од соседните држави, ќе имаат една добра можност за практично да го покажат своето знаење, да добијат неопходно искуство и одредено знаење преку партиите и да имаат вистински предизвик и мотив за да напредуваат понатамо. Јас им посакувам успех, особено на најмладите, да имаат успешен турнир, да имаат убави и интересни партии, кои што потоа ќе биде, се разбира, и одличен материјал, кога ќе бидат анализирани со нивните наставници, каде грешеле, како играле, каде размислувале, значи ќе биде еден одличен материјал за анализа и за поправање на своите грешки, за работа да може да се напредува и да се оди напред. Тие екипни надпреварувања се исто така многу важни, затоа што иако шахот е индивидуална игра, сепак кога се игра екипно надпреварување има и поинаква одговорност, биркол зголемена одговорност, дека припаѓате во еден тим, во едно убаво друштво. И каде што никој не сака да потврли, секој сака да даде максимум за да екипата нема штета, односно да има полза и навистина дава поттик тоа. Сега ќе проследиме партијата играна на првата табла во дерби мечот помеѓу екипата на Алкалуит и екипата на Центар. Партијата на водечката табла, мечот, тоа е помеѓу Ефтовски Матео од Алкалуит и од Центар. Партијата на првата табла секогаш е многу важна, инаку за екипата на младинскиот шаховски клуб Центар, значи покрај Андре Велјановски, настапија и Леонид Петрески, Блаже Суклевски и Крсте Лазаров. Овој меч заврши со висока победа на шахистите од Центар, кои што
Со таа победа го круниса одличниот настап практично на екипното првенство на Македонија и со освоени 100% резултат или учинок, значи го освоја убедливо првото место. Партијата течеше вака. Белиот се отвори, односно Матео Ефтовски, со потегот D2, D4. А Велјановски одговори симетрично со D5 и по C4, E6, кој C3 го бира овој потег C6, со кој што го прави така наречениот триаголник. Тоа е потег на борба. Белиот има можност сега да зафати полн центар со потегот E4, на што црниот ќе земе на E4 и по коњ зема на E4 ќе игра ловец B4 шах. И сега белиот има избор да се врати со коњот на C3 или пак да го жртвува пешекот на D4 по ловец D2, дама D зема на D4, ловец зема на B4, дама зема на E4 шах. И настануваат многу остри позиции, каде што белиот се смета дека има компензација во двата ловци и по добриот развој, но црниот исто така има свој контрашанси. Значи, една интересна, остра варијанта. Но Матео Ефтовски игра многу интересен потег на ова место. Се разбира, можеме и потегот E3. Па по коњ F6 да дојдеме во беранската варијанта на словенска одбрана, или јас би рекол варијантата на Рубинштейн. Исто така може ли потегот коњ F3, но ловец F4 е изборот на Матео. Гледате, тој сака сега да одигра E3 со сите удобности, ловецот да биде пред пешачката ни за D4, E3, F2. Доколку црниот приложи коњ F6, например, би следало E3 и... Но Андре Велјановски реков со самиот избор на варијанта да игра на борба и принципиелно го зема тој жртван пешак на C4. Белиот продолжува со А4 за да спречи Б5, а црниот ловец Б4 повторно за да овозможи Б5. Белиот сега игра Е3. Веројатно дека тука правилен беше потегот дама Д5 на тој начин да го брани пешекот на С4, затоа што Б5 практично изборот на Андре е погрешен на ова место, затоа што сега белиот можеше да земе на Б5, АБ5, ЦБ5 и дама F3 да го нападне топот, па по дама D5 да игра дама G3 со двоен удар на G7 и B8. Белиот имал голема предност, но исто така може и потегот веднаш дама F3 со идеја AB5 и повторно ако дама D5, прво А зема на B5. Но белиот го испушти тој момент, одигра ловец E2, што не е точен потег и по овој потег црниот има равноправни шанси. Тој се бори за да го сочува тој пешак и да игра на победа. Коњ F6, ловец F3, сега коњот стигна на D5. Гледате да ја затвори долгата диагонала. Коњот Г на E2, мала рокада. И сега ловец зема на C3. Како да продолжи белиот? Тој коњ на E2 е пасивен. Коњ C3, B4, коњ E4 и сега коњ зема на F4. F4, коњ D7. Сега црниот има пешак повеќе и подобра структура пешачка, затоа што белиот има изолиран на D4, удвоени на F линијата. Но црниот исто така, значи, има мајоритет на дамското крило, 4 3 спрема 2, коњ D2 со напад на C4, ловец А6. Се разбира дека црниот својот триумф, односно пешакот на C4, ќе се обиде да го држи со сите средства и тој му е главниот адут. Затоа тој пешак е многу поважен отколку оној на C6. Гледате. Со ловец А6 сега црниот не само што го брани пешакот на C4, туку создаде закана C3 со откриен напад на топот на F1, што например би следело на доколку белиот го земеше пешакот на C6, тогаш црниот ќе поидеше со C3
со голема предност. Од тука топ E1, но токму на време сега црниот со топ C8 стигна да го држи пешкот и на C6. Топ C1. Гледате, позицијата е прилично остра, треба бара точна игра. И тука Андреј Велјановски одигра дама F6 на прв потек, многу привлечен потек, затоа што напаѓа на D4, напаѓа на F4, ги поврзува топовите. Но од друга страна го дава пешекот на C4. Веројатно вистинското приложение наместо дама F6 беше потегот коњ B6, така да го држи својот пешек на C4 од една страна, а од друга страна тој коњ потоа може да дојде на централното поле D5. И така црниот би имал јасна предност, а вака не е толку јасно. Колку е неговата предност голема, значи коњот се зема на C4, дама F4, топ E4 со напад на дамата, дама C7. И сега во оваа позиција белиот требаше да најде нешто подобро отколку продолжението дама D2. Значи тоа е неконкретен потек, недоволно добар потек, иако напаѓа на B4, но тоа многу поуспешно ќе го направеше, например, од полето E1 со дамата. Вака, црниот игра одлично C5. Гледате, сега на DC5 добива темпо со коњ C5, напаѓајќи го топот, а по коње 5 следи топот F на D8 и сега црните фигури се во потполна хармонија. Гледате, има рентген на топот и дамата по делинијата, затоа дамата ќе стоеше многу подобра на E1. Тоа беше вистинското поле за неа. А вака, белиот сега има проблеми. Сега црните едноставно се заканува да земе коње 5 и по топ E5, дама E5. И на D5 се разбира топ D2 со добиена завршница, лесно добиена. Од тука белиот мора да губи време, да го повлече својот добро поставен централизиран коњ, коњ G4, ловец B7, уште едно темпо, ловец доаѓа на долгата диагонала. И сега преоптоварена е белата позиција и на D4 има притисок, затоа Матео Ефтовски се обидува со оваа жртва, коњ H6, да го смени карактерот на играта и да ја побара својата среќа во тактички компликации. Со помош на тактика, значи да се обиде да ги реши проблемите од стратешки карактер на својата позиција. Велјановски правилно крал F8, коњот не мора да биде веднаш земен, дамата во тој случај би дошла на H6 со шах. А сега остана да висат и топот на E4, коњот на H6, топ F4, со напад на F7, сега GH6, кога диагоналата H6 C1 е затворена и дамата не може да земе со шах. Ловец H5, повторно, со напад на F7, но црниот ладно игра F5. И по топ E1, обидувајќи се белиот да внесе нови резерви во својот напад, црниот повторно игра најдобар потек, а тоа е потегот коњ 5. Тоа е клучниот одборен потек во оваа позиција, 25 потек. Се разбира, повторно може да настане топ E5, да речеме, дама E5, D5, топ D2, со добиена завршница заради силниот C пешак, кој што е подпрен од топот позади, пешак многу брзо оди напред. Дама E3, дама G7, дамата доаѓа на G7 напаѓајќи на G2 на мат, значи коњот веќе нема време да биде земен. Белиот мора да загуби уште едно темпо со F3 и сега CD4. Сега може дама E5 повторно да го земе коњот, но по дама E5, топ E5, D3 пешакот. Речи се стигна дама, додека белите фигури се целосно декоординирани. Последните потези во оваа партија, дама на B3, дамата беше нападната, ловец D5, брани и напаѓа, дама B4, шах го зема пешакот, но кралот оди во сигурност на G8 и по топ D4,
конјот, кој што заврши работа на E5, ја покри целата одбранбена конструкција на црниот, доаѓа на C6 со така наречена вилушка со напад на топот и на дамата, и тоа е 30-тиот потек, каде што Матео Евтовски го призна својот пораз и му ја честиташе противника, победата на својот врсник Андреј Велјановски. И тоа би бил избор за денешната партија, значи повторно од дерби мечот на екипното првенство на Македонија за млади, мечот до 18 години, до највисоката категорија помеѓу екипите на Шаковскиот клуб Центар, на Младинскиот Шаковски клуб Центар и на екипата на Алкалоид. Ни останало во продолжение да видиме една од најинтересните и најубавите партии на екипното првенство за млади, со што би ја заокружиле ова емисија. Вие бевте со Виша Андоновски, и понатаму со нас. Јас искрено ве поздравувам.